почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Егуновци. Во 2013 година од вас граѓаните на општина Егуновци го побарав 4-тиот мандат како градоначалник. Излегов со конкретна програма, ви ветив честна, стручна, посветена и одговорна работа за реализирање на истата програма. Меѓутоа, како одговорен политичар ви ветив и отчетност за сработеното. Во изминатите години, преку годишните отчети и веб страната, секое домаќинство од нашата општина беше детално информирано за проектите и активностите што ги спроведува општина Егуновци. Изборната програма беше водилка по која општина Егуновци се движеше. Со работа која носи подобро, работев со визија, со конкретни проекти и со конкретни решенија во сите сфери во кои општина Егуновци има инкеренции: водоснабдување, канализации, локални патишта и улици, образование, спорт, култура и така натаму. Како градоначалник соработував со сите, без политички и верски подели, што овозможи секое населено место од нашата општина да биде пристојно место за живење за секој наш граѓанин. Во ниту еден случај не се оддели во традиционалните вредности на еден човек: разбирањето и почитта помеѓу себе, верата, заедништвото, љубовта, како и почитување на етичките норми и моралните вредности на секој наш граѓанин. Општина Егуновци со сите своји инвестиции во вистинска смисла на зборот представува сервис на своите граѓани. Општината е наш заеднички дом и сите имаме обврска да помагаме, секој со својата способност за нејзин прогрес. Соработував со сите институции од општината, со владата на Република Македонија, со меѓународните институции и донатори, и оваа соработка со сите нив допринесе за успешна реализација на изборната програма. Овој отчет ќе овозможи секој наш граѓанин од општина Егуновци да процени дали и во колкава мера ветеното е реализирано и дали од работата на локалната самоуправа ќе се гордееме со местото каде што живееме или ќе се срамиме од него. Меѓусебната соработка носи резултат за сите. Мојот личен успех е успех на секој граѓанин од мојата општина. Со програмата во 2013 година ветив 66 проекти, а заедно со вас, граѓаните на општина Егуновци, владата на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМН и меѓународните институции и донатори реализирав над 100 инфраструктурни проекти и 50 на други активности во интерес на граѓаните од нашата општина, како што се изработка на урбанистички планови, отварање подрачни канцеларии на владини институции, локални библиотеки, финансирање на културни и спортски активности, наградување на најуспешните ученици и спортисти, соработка со НВО секторот, меѓународна соработка, активности во земјоделието и така натаму. Од областа на патната инфраструктура асфалтирани се 12 км локални патишта. И тоа Подбрежје Ротинце Клопанце со крак до училиштето во Ротинце, пристапен пат до село Рогачево, локален пат до село Копанце, пристапен пат до село Ратај, пат до пумпна станица во село Жилче, а во тек се подготвителни работи за асфалтирање на локален пат во село Сиричино. Поплочени со бекатон плочки се улици во должина од 8 км во секое населено место. Улица до манастир Свети Ѓорѓија и други две улици во село Туденце, улица во село Копанце, улица во село Старо село, две улици во село Ротинце, улица во село Орашје, улица во село Вратница, улица во село Јажинце, две улици во село Егуновци, две улици во село Подбрежје, улици во село Јаншиште и други помали патшиња во сите населени места од општината. Заедно со владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, асфалтиран е регионалниот пат Тетово Јажинце, на делница Јажинце Беловиште во должина од 15 км, асфалтирани се делници од регионалните патишта Желино Егуновце и Шемшово Лешук. Заклучно со 2017 година, со гордост можам да истакнам дека во ниту едно населено место од општина Егуновци не постои локален пат или улица која не е асфалтирана или поплочена со бекатон плочки. Од областа на водоводите и канализации во овој временски период изградивме 2 нови водоводи во село Жилче и во село Орашје и реконструиравме секундарна мрежа во село Шемшово. Исто така изградиме 4 нови канализации во селата Јегуновце, Шемшово, Сиричино и Јажинце во вкупна должина од 21 км со сите пропратни елементи. Со овие проектни активности општина Егуновци овозможи организирано водоснабдување во секој населено место од општината
и покриеност над 50% од целата со канализациони мрежи. Од областа на образованието изградивме една училишна спортска сала во село Шемшово, додека училишната сала, спортска сала во Егуновци, која требаше да се изгради оваа година, поради изборните активности и случувањата не успеавме да изградиме. Исто така извршивме реконструкција на 9 училишта, и тоа Егуновце, нова фасада и олуци, Јаншиште, нови прозори и парно грејање на пелети, Ротинце, нови прозорци и парно грејање на пелети, Копанце, кровна конструкција и нови прозорци, Сиришино, нови прозорци, Шемшово, парно грејање, Вратница, нов кров, Орашје, нови подни подлоги на училници, Жилше, нови подни подлоги на училници. Од областа на спортот и рекреацијата за млади изградивме нови повеќенаменски игралишта во селата Ратае, Јажинце, Сиришино и Прелюбиште, а извршивме реконструкција на следните повеќенаменски игралишта. Јаншиште, изградена е нова трибина, Вратница, изградена е нова трибина, Беловиште, оградено е повеќенаменско игралиште, а во село Шемшово изградено е ново тревнато игралиште за голем фудбал. За овој временски период изградивме 12 детски паркови со детски реквизити и урбана опрема во селата Подбреđe, Јегуновце, Градинка Јегуновце, Јаншиште, Туденце, Шемшово, Јажинце, Рогачево, Беловиште, Старосело, Орашје и Копанце. Од областа на социјалната заштита изградивме една детска градинка во село Егуновце и реконструиравме една детска градинка во село Прелюбиште, иако овие проекти не беа ветени во мојата програма. Исто така, заедно со владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, изградивме нова полициска станица во село Егуновце и 110 киловолтен далновод од Скопје до Егуновце, проект со кој бенефит има секој граѓанин од Полошкиот регион. На крајот на овој отчет, почитувани сограѓани, би сакал да им информирам дека тоа што го ветив во 2013 година е целосно реализирано, освен училишната спортска сала во Егуновце од познати причини. Дополнително се реализирани десетици други проекти во програмата, кои произлегува од секојдневните контакти со вас и вашите потреби, без при тоа општина Егуновце да биде задолжена кон ниту еден изведувач и при тоа да не користиме кредитна линија од владата на Република Македонија или меѓународни институции. Овие резултати ги постигнав заедно со мојот тим од општинската администрација, со членовите на советот на општината и со вас, граѓаните на општина Егуновце, со работа која носи подобро. Општина Егуновце продолжува да биде атрактивно и пристојно место за живење, каде граѓанинот е пред се, без разлика на верската, партијската или етничката припадност. Ви благодарам.